Точно една недела граѓаните на Куманово, но и на целата држава, живеат со полициски час. Во 22 часот сите треба да бидат во своите домови. Излегувањето и движењето е можно само со посебни дозволи и во итни случаи по претходна најава во полицијата. Неколку минути пред да започне полицискиот час, нашата екипа беше на градскиот плоштад. Врволицата од автомобили по улиците стивна. Можеше да се забележи само по некое возило по улицата Доне Божинов, а патролираше и возило на секторот за внатрешни работи Куманово. Само силниот ветер ги озвучуваше тивките улици по кои не минуваше никој. Од градскиот плоштад се упативме на најфреквентниот пункт во градот. Тројца полицајци стоеа на силниот ветер и празната улица на влезото од Куманово. На бргу се создаде мал метеж од автомобили, комбиња и автобуси. Сепак, сите од нив имаа дозволи, кои уредно ги прикажаа на полицијата и беа пропуштени да продолжат кон своите домови. Сите се враќаа од нивните работни места во Скопје. Отаму продолживме на друг пункт, оној лоциран на регионалниот пат Куманово Свети Николе во населбата Гарпош. И таму тројца полициски службеници стоја покрај патот, но за разлика од влезот на градот, тука немаше скоро никакво движење. За половина час, колку што се задржавме таму, помина само едно лице во автомобил кое уредно ја покажа својата дозвола и продолжи по патот кон дома. Се покажа дека кумановци го почитуваат полицискиот час. Се движеа само оние кои имаа дозвола и се враќаа од работните места по завршената втора смена. Сите поседуваа уредни дозволи за движење, а тоа го покажува и статистиката на СВР Куманово, дека во текот на изминатото деноноќе не се регистрирани прекршување на полицискиот час. Откако е воведена мерката за ограничување на движењето, помина една недела, во која се изречени 18 казни од кумановската полиција, додека во текот на изминатата година таква казна добиле 256 граѓани, од кои 178 на територијата на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане, додека останатиот дел во Крива Паланка, Кратово и Ранковце. Од секторот за внатрешни работи Куманово апелираат, ако граѓаните мораат да излезат заради итност, тоа да го пријават на 192, во спротивно може да добијат кривична пријава. Распоредени се неколку пунктови на влезот и излезот од градот. Како што имавте можност да видите од оваа вечер, се контролираат сите возила и се вршат проверки дали поседуваат дозвола за движење. Би сакала да ги информирам граѓаните доколку имаат нужна потреба да се јават на 192 за да добијат дозвола за движење, во спротивно ќе се соочат со кривична пријава. Полицискиот час според надлежните останува на сила, а тоа го најави утринава и министерот за здравство Венко Филипче, потенцирајќи дека државата минува низ третиот бран од заразата. Во Куманово, заклучно статистиката од вчера, активни се 418 случаи, а 95 лица се лекуваат во Општа болница Куманово како позитивни или суспектни на COVID-19. Од почетокот на епидемијата, Куманово бележи 6030 инфицирани од вирусот, додека починати се 220 лица.